колеги и пратеници, почитувани медиуми. Клучната работа зашто сметаме дека ова собрание се узурпира и не се дозволува до крај конституирање избор на председател и функционирање на државните институции е токму заради непочитување на членот 90 од Деловникот. Има некои моменти кога Велјановски ќе ги прекинува говорниците без разлика од која политичка партија доаѓаат. Меѓутоа најголемиот дел вршат класична злоупотреба и се зборува за се и се што, само не за комисијата и за членови на комисијата. Одевме од крајност во крајност. Едни од кандидати за членови на комисијата плачеа дека ако бидат избрани ќе се свали целиот терет на нив во комисијата, па докажување за се и се што треба да се направи овде. И навистина мислам дека колку повеќе се молчи, колку повеќе се остава простор да проработи разумот кај вас, колеги од ВМРО-ДПМН, дека за државата и за демократијата се потребни институции, а не блокада и уривање на институциите. И сакам и во ова процедурално, некои тези кои што ги објавувате овде сега, во овој момент, дека се повикувате на голема демократија. Да ве потсетам, оваа света книга беше и во 2012 година, кога нас, пратениците од СДСМ, не изфрливте со полиција надвор од овој законодавен дом, заедно со новинарите, зашто има пресуда од судот во Страсбург, дека е направено спротивно на сите норми, пишани, правни и на сите демократски принципи во оваа држава. Кога зборувате дека вие го представуваат македонскиот народ од една страна, а од друга страна кажувате како сте победиле кај србите, кај турците, кај власите, кај бошњаците, кај ромите и така натаму. Сакам да ве прашам, дали ги сметате сите нив за македонци или не ги сметате како гласови од етничките заедници? Значи, ако ставиме таква сметка каква што ја кажува Ѓорчев или било кој друг, ќе испадне дека вие сте изгубили и кај македонците. Понатаму, што се однесува до изборниот законник на кој се повикувате, само да ве потсетам, е донесен консензуално на сите политички партии, како што е избрано и специјалното јавно обвинителство консензуално. И не е новост дека се откажувате од едното или другото заради потребите кои што ги имате. Сега во моментот, вие сте тие, ВМРО-ДПМН и пратениците, и против земјоделците, и против социјалните случаи, и против стечајните работници, и против сите категории на граѓани кои што очекуваат одлуки добри за Македонија. И на крајот само да довршам со една реченица. Ако зборувате цело време ме слушам за геноцид. Најголемиот геноцид во Македонија го има направено ВМРО-ДПМН во 90 години. 626.318 луѓе иселени од Македонија. Ниту една војна ова не го има направено како ВМРО-ДПМН. Благодарам.